Денеска ќе објаснам нешто во врска со алкохол и како алкохолот влијае врз свеста на луѓето, како алкохолот влијае врз животот на луѓето, како влијае врз не само врз индивидуата, него врз луѓето околу нив. Ова не го зборувам од медицинска перспектива, за тие што ме знаете дека имам завршил медицински факултет, но знаете, кога дојдов некаде 4-5 година, знаев дека не сакам да работам класично како доктор. Ова моја историја сум ја кажувал и завршив како првенец на медицинскиот факултет, имав 9.7 просек, но не сакав да проложам во тој смер, туку затоа што сватив во медицината дека и самата медицина велеше дека најголем број од болестите се психосоматски. Психосоматски болести се болести кои што умот ги прави на телото, не доаѓаат од телото. Туку најголем број од болестите потекнуваат од стресот, потекнуваат во умот, од умот и така натаму. Кога учев кожно, пишуваше дека етиологија за болеста, етиологија е медицински термин, што значи причина за болеста непозната, причина за болеста непозната. И тие моменти каде што етиологија, односно причина за болест е непозната, обично и се класификуваат под психосоматски заболување. И имаше читав една книга, Дианетика, преубава од филозофот Хабард, каде што велеше дека мислам дека од таму го прочитав, над 70% од болести се психосоматски. Татко ми беше пријател со еден голем дерматолог, Бог да опрости, Коста Докчев, тие што сте можеби од Скопје или од Македонија, беше он, да кажеме, познат национално. Ке му речев, доктор Коста, викам, пише 70% од болестите се вика од умот, он ми вика сине 90% се. Така да, дури он го потврди тоа како идеја што имав. И она што сакав да им помогнам на луѓето како да дојдат до психичка подобра состојба, како да дојдат до ментална состојба. И затоа работам како life coach и motivational coach за тие што ме пратат. Но работев на една програма која што е многу интересна за детоксификација на телото од токсини и од радиација. Таа програма е базирана на оваа прекрасна книга, се вика Чисто тело, бистар ум, и ќе зборувам за ова се што ќе зборувам, оглавно податоците се од оваа книга, од филозофот Хабард, се вели Чисто тело, бистар ум, така да тие податоци сум ги прочитал тука, и од самото искуство, поради тоа што има водено таа програма каде што луѓето се ослободува од различни токсини и од радиација, вклучувајќи го и алкохолот, какви промени луѓето има во нивниот живот и во нивното постоење, умствено, психички и физички. Таа програма нема за цел медицинско лекување, напротив има за цел духовно и умствено подобрување на луѓето. Но, поради тоа што работам со луѓе огромен број на време и знам што им се случува кога во фамилијата има некој кој што често пие, има некој кој што не пие умерено, него пие баш повеќе, и знам што од лично искуство работејќи со луѓе може да дојде и може да направи тој алкохол. Значи ова не се медицински како такви техники или она што го зборувам, иако еве на почетокот сега ќе ви објаснам нешто, односно ќе ви прочитам нешто кое што е многу интересно. Ова го само што го искуцав на Microsoft Bing, од таму напишав колку пијалоци те прават алкохоличар. И гледате што ми одговори. Ова не е моје, ова е од самиот одговор на машината за пребарување. Вика, бројот на количина на алкохол кој што те прават алкохоличар зависи од полот, само да прочитам, зависи од полот и фреквенцијата на пиењето. Според CDC е Center for Disease Control and Prevention, тоа е во Америка, тоа е Центар за превенција за контрола на болести и за превенција, и вика според CDC тешко пиење се дефинира како 8 или повеќе пијачки неделно за жена или 15 или повеќе пијачки неделно за маж. Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам вика го дефинира умереното или
пиење со мал ризик, како не повеќе од 3 чашки во еден ден или не повеќе од 7 пијачки неделно за жена и не повеќе од 4 пијачки на ден или не повеќе од 14 пијачки неделно за маж. Океј. Сега ова се некои стандардни бројки. Така. Предпоставувам дека не е тоа груба дефиниција, но само да имаме некој тип на ориентација што и како кажуваат за овој проблем, еве, CDC или Националниот институт за злоупотреба на алкохол или на алкохолизам. Така го дефинира што е помал ризик, што е повисок ризик и така натаму. Но гледайте, една интересна работа е дека што можеме да знаеме од алкохол. Треба да почнеме со нешто што е општо познато, нешто кое што сите сме го виделе. Или да кажеме сме го виделе во најголем број од случаеви. Што алкохолот прави? Она што алкохолот прави, зошто кога човекот е под дејство на алкохол не сме да вози автомобил? Поради тоа што свесноста ја намалува. Сега, човекот која ќе му се намали свесноста, што е намалено? Намалена е неговата одговорност. Гледайте, значи, кога човекот му е намалена свесноста, неговата одговорност е намалена. И поради тоа, дури ми кажа дека сега, поново не знам колку промили, ако те фатат, дека си над дозволеното, мораш да преноќиш и у медицинска станица, не знам дали е точен податоков или не, но веројатно со право, поради тоа што одземан си не знаеш што правиш, поради тоа што свесноста не ти е тука, поради тоа што алкохолот, дрогите и така натаму во поголема количина ти одземаат свесноста. Но тоа е една работа. Друго, што сме виделе што алкохолот прави? Ова е моја обзервација, сега го кажам од моје видување. Јас, кога ќе сум отидел у кафана, ја ретко пијам, обично пијам 0,0 пиво со 0% алкохол или пијам некоја вода или пијам минерална вода, ама скоро никогаш или многу ретко пијам алкохол поради тоа што прво не сакам, второ сум ја правил таа програмата за детоксификација 2 пати, не заради тоа што сум пиел, никогаш и не сум пиел поради тоа што сум бил спортиста, се немам никогаш дрогирано во мојот живот и многу ретко да сум пиел многу алкохол, но сум ја правил таа програма поради тоа што сум сакал ментално се чувствувам убаво. Интересно е, таа програма почнува со IQ тестови за интелигенција, ти дава тест за интелигенција пред програмата, ја правиш програмата за детоксификација и после таа програма за детоксификација правиш повторно тест за интелигенција, интелигенцијата се зголемува. Поради тоа што ти се разбиструва умот со таа програма. Гледате, поентата на таа програма е духовно ослободување и ментално подобрување. Секако си има своји физички благодети, но целта е духовно и ментално ослободување на човекот и подобрување. Сега, знаејќи што тие ни мали, ајде да речам, моменти кога сум бил, може би пијан, можам на прст да изберам колку пати во животот сум бил, знам како ми влијале на мојот ум и не сум сакал тоа да го правам пак, поради тоа што не само што му штетам на моето тело, но му штетам и на мојот ум и штетам на мојата психа. Ја овдека не сум да држам лекции кој колку треба да пие алкохол или не, него само сакам да дадам некој тип на идеи што све може човекот да почувствува и не да почувствува само тој, него и целата фамилија која што се рефлектира, односно која што тој човек е поврзан. Гледате, кога човекот има проблем со алкохол, например, или со дроги, или со што и да е, тој човек не е одговорен, но тој човек не е сам на оваа планета. Тој човек доаѓа со фамилија. Најмногу му страда фамилијата. Кога имате некој човек кој што е под дејство на алкохол или ајде да кажеме во таа категорија на алкохоличар, јас се обидувам да му помогнам за да му ја освестам етиката и свесноста за како умот функционира, како тој алкохол го тригерува тој негативен или реактивен ум, кој што сме го зборели исто од филозофот Хабард, фактички објаснато и во оваа книга. Како алкохолот и што алкохолот прави на тие слики од негативните слики кои што се наоѓаат во умот на човекот, но она што е важно е алкохолот, дрогите и така натаму ја намалуваат одговорноста на човекот. Сте виделе кога човекот
пие, он почнува да пие, он велат пие за да реши проблем, но ја имам друга идеја, он пие поради тоа што има проблем, не пие за да реши проблем, он не го решава со пиењето никош проблемот, поради тоа што знаете тоа е изговорот. Изговорот е дека човекот уствари не сака се соочи со проблемот што го има и полесно му е да земе алкохол за да биде помалку свесен. На некој начин алкохолот ти прави анестезија и со таа анестезирана душа он помалку е во контакт со проблемот, но кога имате анестезирана душа, фактички проблемот е таму, но он не го чувствува проблемот, но кога човекот е анестезиран за проблемот, он е анестезиран и зубави да работи. Не можете душата да анестезирате и да речеш ти слушај, еве ти го алкохолот, анестезирај се себе малку, намали си ја свесноста, на тој начин нема да те боли проблемот, ама ти кога ќе намалиш свесноста и кога ќе се анестезираш душата после користење на алкохол долго време или во количини кои што ве се прочитавме и така натаму, она што се случува, твојата перцепција за околината се намалува, поради тоа што е душата? Душата е перцептивно за околината. Гледате, душата восприема, душата перцепира, душата е во комуникација со околината. И ако свесноста на човекот ја нема, тогаш и одговорноста за околината на човекот ја нема. Гледате, ако човекот не е свесен за околината, тој не може да биде одговорен за околината. Колку често човекот ќе се опијани, он ќе заборави. Ќе заборави едно работи кои што треба да ги направи. Зашто? Поради тоа што не е тука, поради тоа што пиен, поради тоа што не е свесен и се што се случува, он заборавил работи кои што инаку не би ги заборавил кога не би бил под дејство на алкохол. Се збориме за алкохолот, но овдека зборува за многу други дроги и така натаму, што другите му прават на телото, алкохолот што му прави на телото, разни токсини што му прават на телото и така натаму, така да преубава книга. Книга иначе се вика Чисто тело Бистару и објаснува таа програма како човекот може да се го исчисти телото од токсини, од радиација. Објасната е програмата и кои се благодетите кога човекот ќе се го исчисти телото од отрови, од радиација, од хемикали разни и така натаму, и како умот и душата фактички се подобруваат со тоа што ќе се исчисти човекот од разни хемикали. Сега гледате друга работа. Ви текнува кога сум зборувал често, ајде сега малку ќе нацртам нешто. Гледате, ви текнува ли кога сум зборувал за аналитичниот и за реактивниот ум? Ова сега што го зборуваме од книгава Дианетика. Гледате, имаме ум. Умот има два дела. Едниот дел од умот се вика аналитичен ум, другиот дел од умот се вика реактивен ум. Што рековме, дека аналитичниот ум ги снима, тоа е свесноста, тоа е свесниот ум. И он ги снима убавите моменти. Он ги снима убавите или неутралните ситуации. Сте биле некој во патување, сте имале некој во комуникација со луѓето, тие мемории доаѓаат во тој ум. Но во реактивниот ум се снимаат трауми. Гледате, во реактивниот ум се снимаат трауми. И тие трауми фактички се од два типа. Едниот е физички болки, другиот е психички болки. Ајде да кажеме физички болки. Зошто болката го гаси свесниот ум. Секоја болка го гаси свесниот ум. Гледате, ако некој човек се изгори, он има физичка болка. Така, тогаш свесниот ум се намалува и таа меморија е снимена во тој реактивен ум. Кога човекот доживува психичка болка, некој тип на загуби, тогаш исто свесноста се намалува и таа траума е снимена во тој реактивен ум. Значи, физички болки се моменти каде што не дај Боже некого го удрило кола, се изгорел, се избодел на нешто, има физички момент на болка. Психичките трауми, како ги нарекува филозофов Хабард, се моменти на акутна и шокантна загуба, како што е смрт на некој сакан, како што е, например, што се деси ситуацијава со децата во Кочани, или можеби некој дедо и баба починал, или имате можеби ситуација каде што, не знам, некој куче, милениче може да почине, па и тоа да е ментална траума. Гледате, тоа се тие моменти каде што има психички трауми. И тие психички трауми, значи, се два типа, на физичка или психичка траума. И тие физички или психички болки се снимени во тој реактивен ум. И ги нарекол филозофот Хабард енграми. Зборот енграм доаѓа од два збора, ен во, и зборот грам доаѓа од збор графија, што значи пишување. Енграм
Со други зборови, значи запис во умот од некоја траума. Енграм значи запис во умот во некоја траума. И тој се вика реактивен ум затоа што се реактивираат тие моменти. Ајде да кажеме некој дете го удрило кола како малце, а кога и да вози кола може да чувствува некој тип на тензија или стрес, или кога ќе закочи некоја кола, му ги враќа тие мемории. На некој девојче дечкото и раскинал во некој кафиче, на кој да помине покрај кафичот и се враќа таа меморија. Тоа е реактивен ум. Сега гледайте, тој реактивен ум може да се тригерува. Може да се тригерува од разни ситуации. Имате луѓе кои што пијат, поради тоа што имаат несреќна околина, односно несреќни се поради нивната околина. Има даден тип на супресија, даден тип на угнетување, даден тип на критики, даден тип на омаловажување во околината, која што ги активира тие енграми, ги активираат. Имате луѓе што се специјалисти да ги активираат тие енграми. И се замислете го човеков со активирани такви трауми и такви енграми, он не се чувствува убаво. Сега, што се случува кога он ќе зема алкохол? Алкохолот прави нешто што е објаснато во оваа книга и се вели хемиски релиз или хемиско ослободување. Што тоа значи? Тие енграми, тие трауми од минатото кои што некој му ги активирал или има шеф што му ги активира или не знам некој дома го нервира или он е неодговорен целосно за неговиот живот и сам си ги активира поради неговата одговорност, може да имате и таква ситуација. Сега он се чувства неубаво. Сега за него решението на водници е да земе алкохол за да го тргне стресот и луѓето викаат убаво ќе се релаксира човек која подејства на алкохол. Да, тоа се случува. Што се случува? Се прави хемиски релиз. Тие негативни мемории, негативни слики, тој стрес се трга додека трае хемискиот релиз. Но она што се случува е после тие работи, обично тие тригери на него во животот повторно му се таму. Гледате, многу ретко од моје искуство зборувам сега, сум видел човек кој што ќе земе еднаш алкохол или сум видел човек кој што најчесто хронично пие алкохол е поради некои ситуации кои што ги има во неговиот живот. Има некои ситуации во неговиот живот. Може би има стрес од работа, може има стрес од дома, може има притисок од околината, може има стрес од пријателите, може има стрес од околината, може мисли дека околината му вика и дека онако не пија, брат, земи алкохол, земи виски, земи, онако земе пиво 0,0, мене и тоа ми се случувало. Ја порано ке сум бил у друштво, каде што ако сум земал алкохол, што е 0,0, гледате, луѓето ти речат, абе, земи алкохол, деме као алкохолов е нешто кое што е најсјајно, ме разбирате? Сега, замислите, па имате некои помлади луѓе кои што можеби сакаат да не пијат алкохол, кој притисок од околината може да го имаат за да земат да пијат алкохол, затоа што се кул у наводници, а уствари не се кул. Новото кул е да не пиеш алкохол. Гледате, тоа е новото кул. Новото кул е да отидеш некаде у кафиче да земеш безалкохолен пијалок, или ако земеш некој алкохолен пијалок да биде умерен, да можеш да се довлечкаш до дома, да знаеш дека нема да загрузиш никој у сообраќај, да знаеш дека нема се компромитираш себе. Сте виделе пијани луѓе колку неубаво изгледат? За мене најнеубаво нешто е пијан човек. Значи најнеубаво и маж и жена. Значи тоа е деградација на духовноста, тоа е деградација на битието. За мене нема понеубаво нешто од пијан човек. Сега, има понеубаво нешто од пијан човек, тоа е пијан човек што затвара кафана. Ете, тоа е. Значи имате најнеубаво нешто за мене пијан човек и второ е пијан човек што затвара кафана. Сега, ние сме држале кафичи во Радишани. И знаете со кој имавме најмногу проблем? Со тие што беа пијани. Тој не те остава дома да си одиш. И за луѓето кои што имаат кафана и барови, што и да пијаните луѓе се проблем. Немојте да мислите дека они ги сакаат нив. Не ги сакаат затоа што се проблематични ликови. Зашто прават проблем. Не постои по-ружно нешто, по-грдо нешто за мене од пијан човек. Зашто? Поради тоа што он мисли дека е интересен, он мисли дека е карактерот таму. Има некои убави на луѓе во тоа да си спастрен и да имаш контрола. Не, ајде да се опуштиш малку да стане интересно. А што да стане интересно? Зар човекот за да му биде интересно треба цел живот да пие, треба цел ден да е пијан? Интересноста е во да се забавуваш во кафич или да се забавуваш во друштво без да си пијан. Затоа што тогаш целиот настан ти е во твојот свесен ум. Ама гледате, кога човекот има алкохол во него, што се случува со свесниот ум? Свесниот ум го нема. Гледате, свесниот ум има и контролни делови во него да му рече, чекај бе човек, ти не можеш све да кажеш.
Не можеш ти све да направиш. Луѓе кои се пијани се пуштаат на жени, па и жена пијана се пушта на маж. Не викам секогаш. И ова не важи за сите. Ова што го зборувам секако не важи за сите. Имате различни пијанства. Знаете, имате луѓе кои што се секогаш кога ќе отиде у кафана, човек што е пијан, какви песни пее? Тој пее песни кои што се мотивирачки, ќе збори за иднината, ќе пее некоја песна која што е за некое убаво нешто за иднината. Не, луѓе, што пеат луѓе во моменти кога се во моменти на пијанство, пеат тажни песни. Пеат песни за загуба, пеат песни за разноразни ситуации кои што се негативни, пеат песни за изневерување, пеат песни за нешто кое што не е убаво. Така, нешто поврзано со тага. Имате луѓе кои што се пијани стануваат љубоморни, кога се пијани излагаат тие енграми. Зашто? Затоа што видите, кога ќе го намали човекот овој аналитичен ум, он го нема заштитниот вентил и заштитниот фактор кој што ќе го спречи човекот да стане агресивен, да стане насилен, да стане љубоморен, затоа што свесноста ја нема, затоа што алкохолот ја неутрализирал свесноста и го намалил тој свесен ум. Сега, што се случува кога свесниот ум ќе се намали? Тоа перниче заштитно, така разумот му го нема и сега што се случува? Малку нешто ќе се деси, зашто луѓе у пијана состојба ќе се испотепат. Што ќе рече после бе пијан бе? Сега што да ти опростиме што си бил пијан? Па не пи. И се што ќе рече бе пијан бе? Затоа што излагаат тие негативни шаблони и тие белјаджески работи кога свесниот ум или разумот го нема. Ова мислам дека секој го знае. Само го објаснувам повеќе од аспект на умот. Зашто луѓето кога се у кафана ќе скршат, ај не погоди песна, бе, шо те погодила песната, таа не те погодила, ти погодила некој енграм, ти погодила нешто, ти погодила некоја тага, си бил разочаран девојка ти која те оставила, па девојка ти се викала вака и нака, па ќе му ја пуштат песната за него, па и другарите ќе го насрскат, ај ќе му ја нарачат таа песна, овие знаат овој кој ќе ја нарачат таа песна, глупости прави, се качува на маси, крши. И се што се случува? Гледате, имате тригери, имате шаблони на однесување. Имате човек кој што кој е пијан, има ист шаблон на однесување секојаш. Зашто? Па затоа што драматизира шаблони. Што се сликите во умот? Шаблони. Он за тоа така се однесува. Сега, различни луѓе имат различни шаблони. Не викам дека сите луѓе кои се пијани се лоши, сите малтретираат, сите тепат, некои уопште не. Ама уопште не е добро, тоа затоа што е изгубен, тој не е тука, не е свесен, не знае што прави. Ме разбирате, не знае што прави тој човек. Така да, гледате, поентата е дека луѓето околу тој човек исто така стравуваат момент кога ќе дојде петок, затоа што и тие луѓе имаат своја меморија. Сега, пијанството на човеков има во реактивниот ум на фамилијава. И сега, фамилијава страда, а го нема него, гледа женама дека овој не е вратен после работа дома, на женава и се јавува стрес поради тоа што она пуста јадна си знае, не знае кај ќе го најде, не знае со која ќе го најде, не знае дал ќе дојде дома уопште, дал нема да дојде уопште дома, која ќе си дојде дома ако си дојде дома, она има стрес, цела фамилија има стрес. Зошто? Па поради тоа што човеков е неодговорен, непредвидлив е. Што е предвидливото со тие луѓе? Дека ќе има хаос. Тоа е единственото предвидливо. Зашто? Затоа што човеков е непредвидлив. Зашто? Неодговорен. Зашто? Поради тоа што му гаси свесниот ум. И тој свесен ум е одговорен ум. И сега сите околу тој човек се под притисок и тензија истравуваат кога ќе дојде даден ден од неделата, затоа што он може би пие у вторниците, он пие секој ден, може би пие у петок и у сабота, може би кога ќе излезе со друштво, може кога ќе отидат да гледаат баскет, фудбал, што и да е, женава си знае, затоа што тоа што се повторува еднаш, два пати, пет пати, ќе се повтори 100 пати. Зашто? Затоа што човекот влага у шаблон кој што не може да го контролира. Зашто? Поради тоа што свесниот или аналитичниот ум алкохолов го гаси. Сега, како може околината да му верува на тој човек? Гледайте, тој човек, ако има проблем со алкохолот, ја ќе ви предложам едно нешто, кое што знам дека со 80% сум сигурен дека ќе ви го решат. Ако имате човек кој што има проблем со алкохол, однесете го во еден центар за рехабилитација, се вика Нарконон. Јас сум видел луѓе кои што излегло тој центар. Нарконон е центар кој што рехабилитира зависници, само што зборев со
едни од луѓето кои што работат во тој центар, за да добијам некои податоци, ми пратија многу податоци за алкохолот. Немам време све да споделам со вас, можеби наредниот пат ќе досподелам некои информации за алкохолот и така натаму. Но гледате, 40% од луѓето што се лекуваат во тој центар од зависности се од алкохол, 40% од луѓето во тој центар кои што се на третман од алкохол. Изборував со нив, ми кажа, алкохолот е најраспространетата и најлесно достапна дрога. Сега ние не сакаме тој збор да го искористиме, но они го користат тој збор. Гледайте, и ми кажува дека огромен број од тие луѓе кои што се таму, се неќам да звучам песимистички или да звучам, ама ова го зборувам од нив, дека фактички првата дрога е алкохол. Ете, првата дрога е алкохол, но не значи дека човек што пие алкохол ќе оди на други дроги, не го викам тоа. Но само сакам да кажам, гледате, човекот со алкохол станува неодговорен. Но они велат од овој центар дека да, тоа е првата дрога, многу од луѓето фактички што се на други дроги, кога ќе ги прашаш кој му е прва дрога, му била алкохол. Сега, тие прават рехабилитација на луѓето, а зависниците ја прават оваа детокс програма, тоа е една од работите кои што се прави во тој центар, го чиста телото од остатоците од дрогата и алкохол, затоа што ако ја прочитате оваа книга која што е стварно феноменална, дава решение како човекот да се ослободи од зависта поради тоа што веќе телото почнува да го тера човекот да пие, затоа што гледате се, он го брка тој момент на хемиски релиз што го рековме. Алкохолот му ги трнал овие трауми и овие слики. Ама што се случува ако ќе прекине дејството тие истите тие трауми доаѓаат појако, се реактивираат тие слики пак и човекот сакајки да го доживее истото чувство на ослободување последен период, една доза раки или 2 дози раки не го прават тоа веќе, се на него му требаат 4 раки. За да го добие он тоа чувство на почетокот на ослободеност, он ја зголемува дозата. Тоа е фактички феноменот на зависност од било какви дроги. Што се случува? Он не може со едното земање да го доживее релисот или ослободувањето, и што се случува? Ја зголемува дозата, за да го добие истото ослободување како што го направил по првиот пат. Сега може да замислите дека некој човек кој што хронично пие, на него му треба секогаш повеќе и повеќе и повеќе и повеќе, за да го добие тоа исто чувство на ослободување кое што му го дала првата чашка. Така се зафркнал човек. Така се зафркнал, затоа што сега го брка тоа чувство на ослободеност. Сега нема побаво нешто кога сте ослободени од вие самите си ја давате слободата, не алкохолот или некоја дрога да ви ја даде слободата, него вие сами. Сега гледайте, ќе објаснам нешто кое што е поврзано со ова. Ќе објаснам нешто кое што е поврзано со оваа детокс програма. Ајде да кажеме, ова е умот. Така, имаме ум. Но имаме тело. Еве го телото. Телото во себе има клетки. И сега, што е објаснато во оваа програма, што е многу интересно? Сега ќе ви објаснам. Дека уствари дадени хемикалии, во овој случај и алкохолот, открил овој филозоф Хабард, дека остануваат во ткивата, гледате, ова е ткивото на човекот, и остануваат во ткивата на телото, особено во масните ткива. Но дека тие зимање на дроги се поврзуваат со сликите, поради тоа што умот постојано снима слики. Гледате, човеков снимал слики, имал дадено искуство. Замислете, човекот земал некоја дрога или земал алкохол и добил некој тип на чувства. И не секој што мора да бидат убави чувства. Така, може почнал да плаче, може почнал да вика, може почнал да се дере, но умот го снима тоа. Сега замислете, во телото останало дел од таа дрога. Сега делот остатокот од таа дрога или од алкохол е поврзан со сликите кои што во тој момент се имат случајно. Гледате, поврзане со сликите. Сега телото, остатокот од тој токсин може пак да ги тригерува назад сликите кога он бил пиен. Зашто луѓето се многу после тоа почесто мамурни? Сте виделе, мамурлук го бие, мамурлук. Што е мамурлукот? Несвесност. Сега, он во животот може да продолжи да биде под мамурлук, поради тоа што, гледате, мамурлукот негов
доаѓал од неубавото чувство после алкохолот, наредниот ден. Но тоа чувство, сега умот го има регистрирано. Го има снимено тоа чувство. Алкохолот е останат во телото. И сега тој остаток од телото и алкохолот да му ги враќа тие чувства повторно назад, и он се чувства како да е мамурен секој ден. И сега што све не зима за тој мамурлук, може пак е зема алкохол за тој мамурлук и така натаму, но сега е во зачаран круг, поради тоа што колку повеќе зема, толку повеќе остануваат токсини во неговото тело и толку повеќе му ги реактивираат тие мемории од тие неубави слики. И се ствара еден зачаран круг, каде што човекот, сакајќи да се ослободи од нешто, остатокот од тие токсични материи фактички му ги враќаат тие негативни слики кои што човекот ги имал. Може би имал агресија за време на пијанството. Супер, еве сега остатокот од токсиниве е снимен заедно со сите тие слики. Таа агресија му дошла поради тоа што тригелувала овој енграмиот претходно, ама сега умот снимал слика дека он е пијан, дека се тепа, дека се кара, бум. Ете го остатокот од делот алкохолот, не се вади надвор од телото, тоа го објаснува оваа книга, остануваат во клетките. И што се случува? Тој може повторно да го тригерува тоа чувство. И човекот да стане насилен, да стане да вика или да има неубави емоции и така натаму. И сега он за тоа, што му е решението пак да пие. Гледате што при се, ствара зачаран круг. Повторно алкохолот останува во телото, повторно се случуваат тие снимки затоа што рековме дека се шаблони, повторно се чувства како што се случува, ама сега има веќе поише врски створено помеѓу алкохолот и помеѓу сликите во умот. Објаснувањето за ова е дека има детокс програма, има конкретна детокс програма, каде што ги вадите отровите од вашите клетки и кога ќе ги извадите отровите од вашите клетки, се деактивира врската помеѓу отровот во телото и сликите поврзани со зимањето на тие хемикалии, на тие токсини. И тоа е убавината на таа детокс програма, затоа што човекот на тој начин го вади ѓубрето и отровот кој што го насобрал во себе. И на тој начин, прочистувајќи го телото, не само од алкохол, таму го прочистувате телото од сите хемикалии. Може би сте се надишале бои лакови сте фарбале, може би сте имале, не знам, има луѓе кои што и вадат дадените, например, човек бил под анестезија, изборува за тоа, дека и дел од анестезијата која што може да остане во телото, се он тоа го објаснува тука, зборувам од оваа книга, од чисто телобистарум, не зборам медицински, реков, тоа од оваа книга, дека разноразни хемикалии, разноразни нешта може да направат и ментална промена кај човекот, и кога човекот ќе ги тргне тие хемикалии, да умот му се разбистри поради тоа што ги чисти сликите, чистејќи го телото. И тоа е убавината на таа детокс програма. И ја лично имам правено 2 пати, имам водено во Македонија, каде што можеби стотици луѓе имаат поминато низ таа програма. Сум видел луѓе да поубаво мирисаат, поубаво гледаат, поубаво слушаат. IQ-то, наскоро секој му се има качено за неколку бодови после таа програма, поради тоа што човекот е тука. Затоа што гледате што прави алкохолот, он не ве става во сегашен миг. Луѓе што не може да ја соочат реалност, он зима нешто за да не е тука, за да му биде полесно да остане во сегашниот миг, уствари не е во сегашниот миг. Гледате, не е во сегашниот миг. Луѓе кои што се, баш објаснува во книгава, кои што се на алкохол или на дроги и така натаму, тие имаат проблем со учење. Тој не може да свати. Луѓе затапене поради тоа што го гледаш у очите дека не е тука, он не е у сегашен миг. Како го гледаш човеков дел у сегашен миг? Гледате му ги очите. Тука ли е душата? Имаш ке овие луѓе дека уствари душата уопште не е присутна у сегашниот миг, таа е негде, ама не е тука. Затоа што човекот има проблем. И тој проблем, он мисли наводници дека решение му е алкохол. Алкохолот не му е решение за ниеден проблем. Поради тоа што алкохолот го отргнува од сегашниот миг, за да не го искусува проблемот кој што не може самиот тој да го соочи. Сега, луѓе во нарконом ја прават таа детокс програма со зависници. Доколку сакате да ја направите вие таа програма за вас, може да ми се обратите, поради тоа што таа програма дефинитивно ја не ја водам таа програма, јас ќе ја правам по 3-ти пат, веројатно оваа година, поради тоа што е за мене убава, поради тоа што сите живееме во град кој што е еден од најзагадените градови во светот, тоа се од хемикалиите кои што ги вдишуваме.
кој е имун на сите додатоци кои што ги има човекот во разни продукти, околина која што, не знам, дишеме разни химикали и доаѓаш у контакт со разни химикали. Не можете, не идејата некој да стане имун на сето тоа зашто не можеме, но можеме да се прочистиме, можеме да се грижиме за нашето тело, зашто телото е куќата во која што духот живее. Ако телото не ви е чисто, гледате, тогаш духот не сака да предстојува у таа куќа. Мора да водиме грижи за нашето тело, морам да водиме грижа за нашето здравје, за да го одржиме телото чисто и квалитетно, за да духот е во хармонија со тоа тело. Гледате, и немојте да мислите дека проблемот е само за тој човек. Тој човек за жал себе уништува. Тој човек си пие алкохол, знае дека више има цироза на јетра, знае дека, не знам, има замастена јетра и така натаму. Он зима и е насока на себе уништување. Знаете, тие луѓе кои што се насока у себе уништување, обично се добри ликови, затоа што најмалку добрите ликови може да се соочат со оштри ликови или со околина која што ги супресира или угнетува и така натаму. Ама тој човек ти сакаш да му помогнеш да го спасиш. Единственото нешто што можеш да го направиш е да го едуцираш за да стане поодговорен. Морате да го едуцирате човекот. Ако имате случаеви вакви, би сакал да дојат да зборат со мене. Но искрено што би направил со човек кој што е зависник, би го пратил само у центарот за зависници наркомани. Поради тоа што тие стварно имаат решение, 80% од луѓето кои што направиле таа програма не се вратиле на други пак. И не само што не се вратиле, имаат многу поквалитетен живот. Се срекни и живеат живот кој што е квалитетен, имаат работа, учат дека треба да имаат работа, дека мора да бидат вредни, дека мора да допринесуваат на општеството, мора да разменат со општеството, за да дојдат во контакт со среќа. Луѓе, ме пишувате пораки, ве гледам, ама не ги читам, поради тоа што имам насоки и мисла. Ве молам, пишете ми приватна порака, ако сакате, ако е нешто важно, после лајвов, ама ако почнам да ви ги читам пораките, ја прекинувам мислата, а важно ми е да објаснам тоа што сакам да ви го објаснам. Гледайте, ќе прочитам нешто за алкохолот од оваа книга, Чисто тело Биста Рум, и еве го нештото кое што сакам да го прочитам. Он во оваа книга зборува за дроги кои што го променуваат умот и ги викаат mind altering drugs. Тоа се дроги кои што ви го менуваат умот. Еве он во книгава вика алкохолот не е дрога која што го менува умот, но тоа е дрога која што прави биохемиски промени. Алкохолот не прави ништо на умот, прави нешто на нервите. Тој брзо и многу брзо го исцедува витамин B1 од телото, ги прави нервите неспособни да функционираат соодветно. Поради тоа човекот не може да го координира неговото тело. Алкохолот во мали количини е стимулант, а во големи количини е депресант, некој кој што ќе ја спушти енергијата, е депресант. Вика, дефиниција на алкохоличар е индивидуа која што не може да има само една пијачка. Гледайте колку била дефиниција за алкохоличар. Алкохоличар, на дефиницијата за алкохоличар е индивидуа која што не може да има само една пијачка. Ако имаат една пијачка, мора да имаат уште една. Тие се зависни. Еден од факторите, и тие мора да имаат полна чаша пред нив. Гледате, он не може да не толерира празна чаша. Стај уште една. Напуни. Ајде. Која ти е поред? Пета. Не може да се очи од празна чаша. Вика, еден од факторите, тие мора да имаат полна чаша пред нив. Ако е празна, мора да се наполни пак. Алкохоличарите се во состојба на целосна unrelenting, значи нешто кое што не попушта, нешто непопуштачко непријателство кон се околу нив. Вика, и се рипам една реченица, што точно не можам да од англиски го преведувам ова. Вика, алкохолот е дрога. Степенот на конзумирање на алкохол, квантитетот и фреквенцијата одлучува дали индивидуата треба да биде сматран за
тежок корисник. Ама тоа го кажав на почетокот, која е дефиницијата за тежок корисник и така натаму што ја прочитав од самиот почеток, нели? Од интернет, не? Така да го имаме и тоа како Само секунда, сакам да видам дали можам да ви прочитам уште нешто. Интересно ли ви е, луѓе? Јас сакам многу да зборувам за оваа тема, поради тоа што знам дека има помош за ова. Знам дека има помош за луѓето кои што се во оваа состојба, ама мислам дека треба да ја бараат побрзо. Поради тоа што ја уништува фамилијата, уништува све околу него, се уништува себе си, тоа се добри луѓе, ама кои што не може да соочат различни ситуации во нивниот живот. И не можејќи да соочат различни ситуации во нивниот живот, фактички прават проблеми. Сакам да видам дали можам само уште една реченица да ви прочитам. Дозволете ми само речник да земам. Момент. Океј, можда можам сега да прочитам некој коментар. Ако сакате, напишете ми. Но експерти од моја страна, експерти за оваа тема, барем за мене, кој ќе речам експерт, затоа што мислам дека имаат резултат голем, се луѓево од Нарконон, затоа што имаат 80% излекување. Тоа е нивната статистика. 80% од луѓето кои што ќе завршат таа програма не се враќаат на алкохол и дроги. Океј. Океј, мислам дека не знам дали ќе успеам целосно да го преведам ова, но мислам дека ме разбрате. Уште еднаш ќе прочитам делов од книгава за алкохол. Вели алкохолот не е дрога која што го менува mind altering drug, кој што го менува умот, иако ја мислам дека го менува на овој начин што го намалува свесниот ум, тоа е моје мислење. Но, вика, тоа е дрога која што биохемиски менува. Биохемиски сака да каже во телото, хемиската структура и биологијата во телото. Алкохолот, вика, не му прави ништо на умот, прави нешто на нервите, преку брзо впивање на целиот B1 витамин во телото, ги прави нервите неспособни да функционираат соодветно. Поради тоа човекот не може да го координира телото. Алкохол во мали количини е стимулант, а во големи количини е депресант, е некој кој што ќе направи нешто кое што предизвикува, ајде да не речеме депресант, да видиме дали означува депресија, само да видам тоа. Сакам да сум доследен во преводот. Седатив. Значи, сака да каже, алкохолот во мали количини е стимуланс, а во поголеми количини е седатив, седативно средство. Дефиницијата за алкохоличар е човек кој што не може да има само една пијачка. Ако имаат една пијачка, мора да имаат уште една. Тие се зависни. Еден од факторите е дека тие не смеат, односно, тие мораат, еден од факторите е дека тие мора да имаат полна чаша пред нив. А ако се испразни, мора да ја напунат пак. Океј. Океј, дечки, мислам дека помогнав. Поентата е луѓето да се освестат дека не е тоа нешто кое што е безазледно. Не е тоа нешто кое што е, затоа што ќе видите имате луѓе каде што имате некој човек кој што пие секој ден. Секој ден пие по 2-3 чашки, пие по 5 чашки, пие по 6 чашки. На него тоа му е нормално, но гледате, он е сега во некој ритам каде што не ни сваќа или не е ни свесен дали тоа предизвикува некоја промена кај него на умствено ниво. Поради тоа што тој долго време е у таа фаза. И он можеби не сваќа дека ако тоа не го прави, ќе има многу подобра релација со жената, ќе има многу подобра релација со околината. Може
жената да има многу подобра релација со мажот, ама он или она тоа не го знае, поради тоа што е долго време во таа состојба. И е научен човекот на таа состојба и не сака да смени ништо. Замислете тој човек, наместо да му почне денот со раки или со шо и да му почне со теретана, да му почне со смуди, да му почне со некое здраво нешто, да направи нешто кое што е добро, ама он ќе почне со една раки, уште една раки, уште една раки, уште една раки, уште една раки. Сега за него тоа, знаете, имаме предели у Македонија каде што тоа е нормално. Ја не да ги понижам тие луѓе, напротив, мислам дека се фантастични луѓе во тие предели поради тоа што имаат многу убава духовна енергија, духовна сила. Ја не викам дека луѓето каде што пијат или каде што е традиција да се зима една чашка ракија на ден дека имаат проблем, затоа што една чашка и две чашки ракија на ден според дефиницијава не прават ни проблем. Но ајде да се вратиме на дефиницијава која што е од машината за пребарување. Само ставив колку пијачки ве прават алкохолик, ова е од Microsoft Bing, од таму го доби, вика, количината на пијачки кој што те прави алкохоличар зависи од твојот род и од, се извинувам, и од фреквентноста на пиењето. Според CDC, Center for Disease Control, тоа е америчкиот центар за контрола на болести, тешко пиење се дефинира како 8 или повеќе пијачки неделно за жени или 15 или повеќе пијачки неделно за мажи. Сега, тој ако пие 7 пијачки на ден, луѓе, да се разбереме, вика, Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам дефинира умерено или ризик, мал ризик на пиење како не повеќе од 3 пијачки во момент, сака да кажем, во ден и не повеќе од 7 неделно за жени, или вика не повеќе од 4 пијачки на ден, или не повеќе од 14 неделно за мажи. Ајде да идеме барем со тој репер. Поради тоа што гледате, поентата е човекот да дојде во ситуација да свати дека може да направи некоја промена или може да направи нешто за да се чувства самиот тој подобро. Јас се надевам дека ја успев да направам да се чувствувате барем вие подобро или да дадам некоја моја представа во врска со сето ова. Ако мислите дека имате некој човек на кој што му треба, ве молам, споделете му го овој лайв и се надевам дека ќе успеам барем да допрам до некој и можеби да променам нечи живот, затоа што тоа ми е и мојата желба и мојата цел. Се гледаме повторно, па кога се гледаме белуѓе, се гледаме повторно ствари во четврток, ќе имам лайв во четврток, поради тоа што во среда ќе имаме предавање во живо во Струмица. Струмичани, 7 мај, 18 часот Вила парк, преубави теми, како да немате прекомерно размислување, како да ги промените негативните мисли во позитивни, како да ги промените негативните емоции во позитивни, како да имате поголема самодоверба, како да имате повеќе мотивација, кои се двете правила на среќен живот, како да не ве тригеруваат и нервираат некои блиски или некои работи околу вас. 7 мај, Струмица, се гледаме. Чао, чао!